Енормно зголемена потрошувачка на вода и нерационално трошење од страна на граѓаните евидентира јавното предпријатие Водовод изминативе денови. Вода има доволно, велат надлежните, но треба да се користи само за основните потреби, а не за полевање на тревници и полнење на базени. Притисокот на вода е слаб само во високите зони од градот. Во изминатиот период, каде што температурите беа исклучително високи, бележим исто така исклучително зголемена потрошувачка на вода, може да се каже дека и нерационално трошење на водата. Она што го добиваме како вода во нормални околности е сосема задоволително и некои поголеми поплаки немаме, освен во повисоките делови на градот, во високата зона, и тоа во највисоките точки кои што се наоѓаат некаде кај резервоарот во населба Карапош и деловите од висока зона кај резервоар на улица Байрам Шабани. Значи, овака во останатите и во делови од Черкезе. Значи, тоа се оние највисоки точки каде што во пиковите, каде што потрошувачката е исклучително голема, не можеме да ги задоволиме потребите, затоа што пак апелирам дека водата треба во овој период да се троши рационално, значи само за оние основни потреби, да се избегува полевање на тревници, полнење на базени, прскање на дворови, затоа што капацитетот јавното предпријатие и фабрика за вода при јавното предпријатие со сите пумпни станици и резервоари се работат со максимален капацитет 24 часа на ден. Бројките кои што за водата, која што имаме дотур на вода, значи имаме дотур на вода преку главен вод од 120 литри во секунда, тоа е и водата која што ја добиваме преку системот од водостопанство, бајпасот исто работи со 145 литри во секунда. Тука го имаме и системот во Бедиње кој работи со капацитет од 50 литри во секунда и системот на Митев мост Проевце кој работи со капацитет од 25 литри во секунда, што се заедно дава негде 340 литри во секунда, што е исклучително и за бројка жители како што е градот Куманово, општина Куманово, мислам дека потрошувачката е преголема. Особено во висока зона. Значи, во висока зона бележиме некаде најголема потрошувачка е, пик на потрошувачка е помеѓу 19 и 24 часот, каде што во висока зона бележиме над 70 литри во секунда. Додека во средна и ниска зона потрошувачката во тој период некаде околу, значи во период од 19 до 24 часот 245-250 литри во секунда. И тоа е максималниот капацитет кој што може филтер станицата со сите и она што го добиваме преку бајпас и она што го произведуваме преку пумпните станици е максимумот кој што можеме да го постигнеме. Пак напоменувам, со оглед на она што значеше високи температури и исклучително висока потрошувачка, мислам дека состојбата, затоа што освен пак напоменувам во високите делови на највисоките точки на градот немаше некои поголеми поплаки. Само во повисоките делови, во највисоките точки немаат вода, значи и тоа се случува, оние делови кај што, како што кажав, населба Карпош резервоар, Байрам Шабани, Черкези и делот Викам Палестина. Значи таму има проблема, таму е проблем од друга природа, кој што во нареден период ќе биде надминат.
Општина Куманово ги известува граѓаните кои што имаат претрпено штети од пожарите дека од понеделник заклучно со 25 јули годинава ќе може да поднесат барање за обештетување. Барањето заедно со копија од лична карта, трансакциска сметка, копија од имотен лист, број за контакт, фотографија од предизвикана штета да го достават до Комисијата за проценка и утврдување на висина од штета од природни непогоди и други несреќи до архивата на општина Куманово. Исто така апелираме да не се опожаруваат стрништа и суви треви, како и да не се фрлаат од пушоци за да не дојде до појава на пожари. Граѓаните да се воздржат од непотребни движења на отворен простор, како и да информираат за сите забележани пожари на отворени површини и сомнителни движења на лица. На дежурниот телефон 193 и 112 пишува во објавата на општина Куманово. Поради алармантната состојба на терен и честата појава на повеќе пожари истовремено, со што се создава ризик по животот и имотот на граѓаните, Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово денес одржа состанок со представници на надлежни институции. Донесени се повеќе заклучоци. Председателите на местните заедници веднаш да одржат состанок со местното население и укажат на внимание при работа со земјоделските машини. Комбајните задолжително да имаат ПП апарати и туби со вода. Секоја местна заедница да апелира до жителите сувата треба да се искоси и отстрани подалеку од куќите. Куќите и викендиците кои што се до стрништа и шуми да направат заштитен појас околу објектите со правење бразди. Сите председатели на местни заедници имаат обврска во наредните 2 дена да го известат ЕВН доколку сметаат дека има спуштени жици од струја за да екипите го санираат дефектот. Председателите се должни да го информираат местното население да наполнат вода во буриња и туби, затоа што од страна на ЕВН и територијалната противпожарна единица беше кажано дека водата се исклучува поради ризик од човечки жртви. годишниот Стефан Петровски од Куманово годинава ќе учествува во Илинденскиот пешадиски марш до Крушево во чест на големиот македонски национален и православен празник Илинден. Организатор е Сдруженијето Македонски аманет Македонец за македонец од Скопје. Јас сум Стефан Петровски, обичен македонец кој живее и работи во Македонија. Оваа година ќе учествувам на Илинденскиот пешадиски марш до Крушево во чест на македонскиот празник Илинден. Организатор на овој марш е Сдруженијето Аманет Македонец за македонец од Скопје. Оваа година ќе учествуваме двајца. Јас Стефан Петровски од Куманово и Дејан Гавровски од Скопје. Јас ќе тргнам на 27 недела в Бели Могри од место на тргнување спомен костурница Куманово. Првиот ден ќе одам сам пеш до скопската населба Маџари каде ќе примеме благослов за нашиот марш во црквата Свети Спас. Официјален старт на маршот е 28 каде заедно ќе тргнеме со Дејан Гавровски. Се планира да пристигнеме на 1 август преку вечерина во Крушево. Планирано е дневно да поминуваме 30 до 40 километри, каде на 2 август ќе положиме цвеќе на споменикот Мечкин камен. Подготовките за маршот се одвојуваат неколку месеци наназад, поминувајќи речиси секојдневно по 20 километри, а некогаш и над 40. Главната организација ја има Сдруженијето Македонски аманет Македонец за македонец од Скопје, кои се задолжени за логистичка организација, возило за придружба, места за преноќување. Дел од граѓаните вчера во попладневните часови од Центарот за управување со кризи добија SMS порака со следната содржина. Ве известуваме дека има прогласена кризна состојба во врска со пожарите и ве информираме дека на сила е забрана за движење во шумите. Центарот за управување со кризи информира дека ова е тест порака со цел да се проверат можностите за праќање вакви масовни пораки, кои во иднина треба да бидат дел од системот масовно праќање пораки во случај на кризна ситуација за известување и тревожење. Овој систем овозможува испраќање на итни пораки до сите корисници на мобилни телефони кои се наоѓаат во определена географска област без разлика на мобилниот оператор. Полициски службеници вчера затекнале 2 лица од Куманово како подметнуваат пожар помеѓу скопските села Кадино и Миладиновци.
Вчера при вршење на патрола на патот помеѓу Кадино и Миладиновци од страна на полициски службеници од единица за интервентна полиција при СВР Куманово забележан е црн чат при што се затекнати две лица кои имаат запалено кабли во близина на сува трева и дива депонија. Со брза реакција пожарот е спречен да се прошири и истиот е изгаснат. Утврдено е дека станува збор за 39 годишен кумановец и лице на возраст од 31 година. Лицата се лишени од слобода во полициската станица Газибаба, информира Министерството за внатрешни работи. Општина Куманово објави оглас за работно ангажирање на 30 невработени лица за заштита и превенција од пожари и заштита и оплеменување на животната средина на локално ниво, односно пошумување. Работниот ангажман ќе трае најмногу 5 месеци, за месечен надомест од 24.000 денари со вклучено осигурување за инвалидитет и телесно оштетување при повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход. Средствата се обезбедени од буџетот на Агенцијата за вработување на Македонија. Огласот е отворен до 17 јули, а пријавите ќе се поднесуваат во Центарот за вработување во Куманово. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера лишиле од слобода 45 годишен кумановец кој што бил затекнат при обид да одземе предмети од приватен имот на улицата Бранко Богдански Гуцман, а исто така се сомничи дека извршил и уште 2 кражби од приватни имоти, соопшти полицијата. Тој бил приведен во полициска станица каде што ги признал делата и по целосно коментирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Министерството за внатрешни работи интензивно продолжува со процесите на дигитализација и со тоа приближување на своите услуги до граѓаните. Од вчера на националниот портал услуги.gov.mk достапна електронски е една од најбараните услуги на граѓаните на шалтерите на Министерството за внатрешни работи, уверение за жителство за моментална адреса на живење. Министерството за внатрешни работи во текот на неколку месеци дигитализираше дел од своите услуги за граѓаните, кои што веќе секојдневно ги користат за нивните потреби, а тоа се апликација за дозвола за оружје, потврда за моментална сопственост за возила за физички лица, потврда за поседување на моторни возила за одреден временски период за физички лица, потврда за моментална сопственост на моторни возила за правни лица и потврда за поседување на моторни возила за одреден временски период за правни лица. Нови прашања, нови предизвици, нови награди. Не го пропуштајте новото издание на квизот Седмо небо. Сладјана од Скопје, Ирена од Кичево, Ленче од Скопје и Ивана од Скопје ќе се искачат низ 7 нивоа до седмото небо. Од најсрекниот квиз Седмо небо. Никој не си заминува без награда. По скалилата на знаењето ќе ве водат Дејан Лилик и Виктор Петров Викса. Следете ја втората епизода во недела во 22 часот и 30 минути на Канал 5 телевизија.